Како се снаоѓаат еве децата со ова што се случи, мислам, најмладите, верувам дека има и психолошка поддршка која што им се пружа. Значи дојдоа група од психолози, дојдоа во училиштето, работеа и со нас професорите како ние да се однесуваме со децата. Влегуваа и во одредени часови каде што ќе можат да комуницираат и да прават одредени вежби со децата, ама генерално е многу тешко и е многу страшно и самите деца значи се потресени и се шокирани за тоа што знаете колку многу тешко кога влегуваш во училница каде што фали едно столче пример. Пошто има од моето училиште има 2 починати деца. Едниот е втора година, едниот трета средна. Особено во тие класови е многу тешко за работа моментално, али и во сите можни класови затоа што секој од нив кој има изгубено братче, кој сестричка, кој браточет или било што, пошто генерално од оние, ете конкретно бројката дојде моментално до 62 починати, од тие 62 починати, ја не можам да кажам за ниту еден од нив дека не го познавам. Буквално сите 62 ги познавам, со голем дел од нив бев многу близок, со голем дел од нив се дружев. Не можам ни да замислам на оние поблиските во семејството колку многу моментално тешко. Така да кај децата е моментално многу тешко за работа, пак на некој начин продолжува, почнуваат, живнуваат, се трудиме и ние професорите малци да ете со самата настава да ги тргнеме од таа тема и да продолжи некако нивниот живот и се секако што треба, ама генерално е многу тешко.